Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Гледате Лајме од едината во северозападна бивша Република Македонија. Денеска сме 11.6.2044 година. Ова се вестите на денот. Македонија стана светска велесила според бројот на биткоини по глава на жител. Премиерот Елвис Бајрам им порача на останатите политичари да престанат да си копаат очите и да почнат да копаат биткоини. Предлог законот да се работи секој петок по 4 часа беше одбиен од државната администрација со образложение дека тие и онака секој ден работат по 2 часа. Долго очекуваниот концерт во салата Џани Алиовски на мега популарната фолк група Битолски рек беше прекинат бидејќи снема струја. А сега имаме гостин во вестите. Премиерот на Република Унгарија, господинот Никола Груевски. Господине Груевски, добра вечер. Добро вечер. Прв пат сте во Македонија после 20 на години, па морам да ве прашам како патувавте? Добро, дојдов со авион и можам да речем дека е многу подобро патувањето со авион отколку во гепек. Мала шега. Да. Проектот Будимпешта 2024 предизвика лавина реакции во јавноста во Унгарија. Опозицијата таму ве обвинува дека со барокни кич градби ја уништувате Будимпешта. Па кој е вашиот коментар? Војот, веднаш ќе ви одговорам. Се работи за странски патеници кои не му мислат добро на унгарскиот народ. Мене тој народ ме одбил, ме поставил за да фаам тоа што треба да е најдобро за него. И јас тоа и го фаам. Поедете со следното прашање. Еден од спомениците кои се поставени на плоштадот во Будимпешта е споменикот на Миле Јанакиевски. Зошто се одлучивте токму за Миле Јанакиевски? Повака, Миле Јанакиевски е многу значајна личност за нашиот народ, бидејќи има многу нафарено за него, а посебно за мене. Покрај поставувањето на споменикот, предвидено е и елитна населба во центарот на Будимпешта, Визоваци стрит, и истоимената населба ќе биде крстена како Миле Јанакиевски. Така. Каква ќе биде населбата? Од затворен тип. Лидерот на најголемата опозицијска партија во Унгарија, господинот Виктор Орбан, веќе подолго време во Македонија откако избега од Унгарија и побара политичка азил тука. Па што би му порачале? Па добро, јас би му порачал дека ниту еден човек не е поголем од правдата. Јас би му порачал да се врати и да си ја отслужи казната овдека во Унгарија и да не си играме со правдата затоа што таа е најголема. Ви благодарам. Ви благодарам. Не е проблем. Ви благодарам. Тоа беше господинот Никола Груевски, премиерот на Република Унгарија, а вие гледавте Лајме од едината. Ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност.